Беше тоа на 20 септември 331 година пред нашата ера. На реката Тигар во Месопотамија војската на Александар Македонски се судри со главнината на персиската војска на царот Дарий III. Персиците имале околу 1 милион војници, а Александар Македонски помалку од 50.000. Овој судир во историјата е познат како битката кај Гавгамела. Беше тоа на 20 септември 1913 кога српската офанзива ги принуди македонските и албанските чети да прогласат распуштање, со што бил ставен крај на Охридско-Дебарското востание, а претходно ослободените територии повторно потпаднале под српска власт. Беше тоа на 20 септември 1990 година, кога собранието на тогашната Социјалистичка република Македонија ги прогласи 25 амандмани на Уставот, според кои, меѓу другото, Македонија стана повеќе партиска република. Беше тоа на 20 септември 1993 кога во Скопје, во Шумарскиот факултет, е основано движењето за облагородување на односите меѓу луѓето и природата, наречено Патот на розата. На 20 септември 1955 во Штип е роден Тодор Чепреганов. Основно училиште завршил во родното место, а гимназија во Скопје. Дипломирал на Филозофскиот факултет во Скопје на групата Историја во 1979 година. Магистрирал во 1989 на тема Одгласот на ослободителната војна и револуција во Југославија со печатот на Соединетите Американски држави 1941-1945 со посебен осврт на Македонија, а докторирал во 1993 на тема Велика Британија и македонското прашање во светлината на меѓународните односи од 2 август 1944 до 1949. Во учебните 1995-2000 година во рамките на програмата Study Abroad го предавал предметот Историја на балканските народи. Бил раководител и соработник на 20 домашни и странски реализирани проекти од историјата на Балканот и Македонија. Декан е на последипломските студии на Институтот за национална историја, ангажиран во настава од 1998. Бил ментор на повеќе кандидати на магистерски и докторски дисертации, член на неколку организации и асоциации во земјата и странство, член на различни редакции на научни списанија, на комисии во рамките на Министерството за образование и наука. На 20 септември 1948 година во Софија умре Лука Джеров, македонски учител, револуционер и војвода. Учесник е во Илинденското востание 1903 и борец против врховистичките предавници на македонското дело. Роден е во Битола во 1870 година. На 20 септември 1998 во Скопје умре Јордан Леов, македонски писател. Автор е на книгите раскази Последни од смртта, Длабока рана, на романите Побратими, Виор, Афион и на други дела. Роден е во Велес на 29 август 1920. На 20 септември 1998 во Прилеп умре Бошко Бабиќ, археолог и историчар на уметноста, еден од основачите на Институтот за старословенска култура во Прилеп и негов директор. Покрај другите трудови, автор е на книгата Средновековното културно богатство на Република Македонија. Роден е во Босанска Градишка во 1924 година. На 20 септември 1944 година во Кочани се самоубива Цеко Стефанов. Роден е на 27 септември 1907 година во Скопје.
во 1943 година овој македонски поет, писател и новинар одиграл контроверзна улога во убиството на 13 симпатизери на Народно-ослободителната борба и партизани од страна на бугарските окупацијски сили. По акцијата Стефанов е држан 1 месец в затвор, пошто е испратен во Бахумскиот манастир во Пазарџик. На 10. јуни 1944 година тој се враќа во Скопје, а на 20. септември истата година, непосредно пред ослободувањето на Скопје, извршува самоубиство.